Забава сум Ивана, ова е Глигор. Кажи ми, што е временска прогноза? Временска прогноза, тоа се информации кои што треба метеоролозите да им ги дадат на луѓето, со кои што им кажуваат какво време ги очекува. Дали ќе врне, дали ќе биде студено, дали ќе дува. На децата кои што одат во градинка или во училиште да им кажат како треба да се облечат, дали треба да одат куси ракави, подолги ракави, дали ќе врне снег, дали треба значи да ги извадат санките или кога одат на одмор да знаат какво време ги очекува, дали ќе можат слободно да се капат, дали ги очекува сончево време, се што е во врска со времето, односно кога треба да кажеме какво време не очекува во деновите кои што доаѓаат, тоа е временска прогноза. Што е важна временската прогноза? Временската прогноза, како што рековме, на децата им е битно за да знаат како да се облечат, како да играат или каде да играат и до кога да играат. На возрастните временската прогноза исто така им е многу важна. Важна им е за тоа ако некогаш прават поправки на автомобилот, на куќата, да знаат какво време ги очекува, да знаат што да планираат, што да облечат и возрастните за на работа. Временската прогноза е многу битна за некои што се занимаваат со спорт, да знаат дали ќе им врне на примерно некои што возат велосипеди. Битна им е на морнарите за да знаат какво време ги очекува, битна им е на пилотите за да знаат какво време ги очекува додека летаат, за да може да биде сето тоа безбедно. Можеме да кажеме слободно дека временската прогноза, информациите за времето им се важни на сите луѓе кои што имаат некаква активност која што е надвор од дома. Како знаете дали ќе биде или не? Во ова поново време, сега е малку полесно да знаеме како за да знаеме дали ќе врне и колку ќе врне. Затоа што имаме помош од едни огромни камери кои што всушност се наоѓаат во вселената и ја снимаат земјата од згоре и ние можеме да видиме дали доаѓаат облаци кон нас. Од друга страна имаме многу ајде да кажеме така силни компјутери кои што вршат едни математички пресметки. Знам дека не сите многу ја сакате математиката, но математиката многу ни помага за да знаеме дали и како ќе врне. Прво мериме и сите тие мерења кои што ги правиме метеоролошки, ги ставаме во едни големи равенки, тие ќе ги учите во училиште и со сите тие математички равенки кои што ни ги пресметуваат компјутерите, ние на крај добиваме одговори дали ќе ни врне или нема да ни врне.